Стартуваме со најновите информации и овој пат информативната редакција на К1 ги проследи и подготви актуелните случувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија и светот, но нормално најновите информации од спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Едно лице загина во сообраќајна незгода на регионалниот пат Градско Неготино. Локалната самоуправа современо решение за водоснабдување на населбата Оризари. Унија на млади сили на ВМРО ДПМН одбележа 26 години од своето постоење. Тешка сообраќајна несреќа се случи вчера вечер на регионалниот пат Градско Неготино, во која животот го загуби едно лице. Увид на лице место изврши екипа од СВР Велес. Податоците покажуваат дека секојдневно расте бројот на лица кои својот живот го загубиле во сообраќајна незгода. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот апелираат до учесниците да ги почитуваат сообраќајните знаци и да ја прилагодуваат брзината на патот. Најважно е да се стигне до саканата дестинација здрав и жив. Едно лице загина во сообраќајна несреќа што се случила синоќа околу 19 часот на регионалниот пат Градско Неготино, кај локалитетот Стоби, откако патничко моторно возило Кија управувано од 47 годишниот СП од село Црвени брегови Неготино излетало од коловозот и се превртело. Во незгодата СП починал на самото место. Увид на лице место извршила екипа на СВР Велес. По наредба на јавен обвинител, на телото на починатиот ќе се врши обдукција. Иако Советот за безбедност во сообраќајот редовно води кампањи за безбедно учество во сообраќајот, се поочигледно е дека ваквите апели не допираат до возачите. Ово го покажуваат податоците од кои се гледа дека секојдневно расте бројот на лица кои својот живот го загубиле во сообраќајна незгода. Сообраќајната култура е алката која игра најголемата улога да се избегне незгода. Од Републичкиот совет велат дека на секое патување најважно е да се стигне до саканата дестинација здрав и жив. Затоа упатува апел до сите учесници во сообраќајот да бидат максимално одговорни и внимателни, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја прилагодуваат брзината спрема ограничувањата и условите на патот. Во одредени случаи, покрај почитувањето на сообраќајните прописи, голема улога има и заморот. Цената на бензините останува иста, а дизел горивата од ноќеска на полноќ поскапуваат за половина динар по литар. Ова е новата одлука која денеска соопшти регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полноќ дизел горивата поскапуваат за половина динар по литар, додека цената на бензините останува иста. Ова е денешната одлука на регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на евродизел изнесува 47, а на екстра лесното масло за домаќинство 35,5 динари за литар. Малопродажните цени на Евросупер БС 95 и на Евросупер БС 98 остануваат исти, односно 60,5 и 62,5 динари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 0,048 динари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 24.187 динари за килограм. Како причина за промената на малопродажната цена на нафтените деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 3,71% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,13% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Премено снабдување со вода од градскиот водовод за жителите на населбата Оризари е привременото решение кое го договорија оризарци и градоначалникот Шадиев.
Чадие вели дека временото решение за снабдување со вода од градскиот водовод ќе биде се до започнување на изградбата на новата канализациона мрежа. Во 3 зони поделена е населбата Оризари. На овој начин надлежните ќе се обидат да дојдат до времено решение на проблемот со водоснабдувањето. Информациите од жителите на населбата говорат дека рестрикциите почнале да се спроведуваат од вчера. Горната зона или малото каде неизразен беше проблемот со водоснабдување, во текот на вчерашниот ден имало вода. И за локалната власт многу е значајно во времено решение да се покаже како добро. Кај резервоарот, што аѓа главната линија од оздола до горе. Дали има ист дотур вода? Дали има ист дотур на вода? Се договоривме да со најава се исклучи таму на шајбната што е на Шиберот и да видиме за колку време ќе се наполни резервоарот. Оти ако се наполни за 4,5-5 сата, тоа е некој оптимално време што кажуваат стручни лица, тоа значи дека има доволно вода. Тогаш одиме на секундарната мрежа, оттаму, бидејќи резервоарот се полни, од кога ќе се наполнат линиите. И ќе видиме кај има проблем, ќе обараме проблемот. Они тврдат, имаат и документи, и дечко, како ти беше името? Семир. И они гледаат таму, дека тоа има проток негде околу 10,9-11 литри у секунда. Вакво времено решение за снабдување со вода од градскиот водовод, оризарци договорија на состанокот одржан во петокот навечер. Тие остануваат цврсто на своето барање, локалната власт да го реализира најавениот проект за изградба на нова канализациона мрежа. ВМРО-ДПМН во изминатиот период беше стигматизирано во повеќе погледи, особено и во полето на надворешните односи. Но она што ние го водевме како полемика беше дебата на аргументи и принципи. Изјави председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во своето обраќање на 26-та годишна конференција на Унијата на млади сили. Додавајќи дека во наредниот период ќе работат на развој на односите и соработка со пријателите на Република Македонија, пред се заради интересите на Македонија. Младите се клучната алка во функционирањето и действувањето на ВМРО-ДПМН. Секој кој има волја и желба, знање и спремност за работа, ќе добие шанса по повторното враќање на ВМРО-ДПМН на власт во Република Македонија, рече вчера вечер лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на одбележувањето на 26 годишнината од постоењето на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Груевски рече дека станува збор за најбројната и најсилната младинска организација во Македонија со доста успеси низ овие 26 години. Десетици и стотици припадници на УМС превземаа високи одговорности од министри, заменици министри и директори до креатори на идеи, реализатори на тие идеи, креатори на решенија на многу проблеми на младите, но и многу повеќе од тоа. Илјадници млади луѓе секогаш кога ВМРО-ДПМН ја водеше Македонија, докажаа и дека можеме, и дека сакаме, и дека знаеме како. Со неуморна работа, рамо до рамо со повозрасните. Ја направивме Македонија петта најдобра држава во Европа и 10-та во светот по условите за правење бизнис, што пак ни помогна да привлечеме многу домашни и странски инвеститори, да вложат своји пари тука кај нас во Македонија и да отворат нови работни места за илјадници млади луѓе. На годишната конференција се обрати председателот на УМС на ВМРО-ДПМН Владимир Неловски, кој истакна дека е особено горчто изминативе години беше дел од партијата, која неуморно се бореше за подобра Македонија, потенцирајќи дека престои период со многу предизвици во секој сегмент. Ние сме семејство на млади луѓе кои се реализираат во најразлични сегменти. Ние сме отворени буквално за секој еден млад човек кој сака да се реализира, да напредува и да действува за својата држава. Секој кој е подготвен да води нашата битка за иднината на Македонија и да направи нешто корисно за секој еден млад човек и идните генерации е добре дојден. Ние сме модерна младинска организација која брои над 55.000 членови.
Продолжуваме да движиме напред до нови победи, преку нови предизвици до конечно враќање на вистинскиот пат на нашата држава. Тоа го може само ВМРО ДПМН и тоа младите може да го реализираат само преку унијата на млади сили, подлве Чанеловски. Земјоделците ја започнаа жетвата на пченицата, но без откупна цена. Како што соопштуваат од ресорното министерство, се разгледуваат сите можности и опции за непречен откуп на пченицата. Какви мерки ќе се превземат ќе се знае по анализите, бидејќи се уште не може да се дефинира производствената ниту пазарната цена на пченицата. Започна жетвата на пченицата, но без откупна цена. Земјоделците или ја чуваат пченицата во амбарите или ја продаваат без да знаат по која цена. Прво го носат ожнеаното кај мелничарите и чекаат да видат колку пари ќе добијат. Како што соопштуваат од ресорното министерство, се разгледуваат сите можни опции за непречен откуп на пченицата. Какви мерки ќе се превземат ќе се знае по анализите, бидејќи се уште не може да се дефинира производствената ниту пазарната цена на пченицата. Тоа ќе се знае на крајот на јули. Земјоделците бараат да се прогласи елементарна непогода за житните култури на територија на целата држава, поради сушата која предизвика намалени приноси на јачменот за 70% и на пченицата до 50%. Бараат и обештетување до 30.000 денари по хектар колку што се производствените трошоци и да бидат ослободени од закупнината на земјоделското земјиште. Според нив цената на пченицата не треба да биде помало од 12 денари за килограм. Со есенската сеидба беа отпатени 130.000 хектари со житни култури, од кои 75.000 со пченица. Седумдесет и првата седница на Советот на општина Велес ќе се одржи на 11 јули. На дневен ред се поставени 10 точки, од кои првата е советнички прашања. Советниците и овој пат ќе имаат полни раце работа. Ќе се разгледува за одобрување на средства од буџетот на општина Велес, а точка на дневен ред е детската градинка Димче Мирчев, незиното работно време и запишување на поголем број на деца во истата. Советот на општина Велес во вторник на 11 јули ќе ја одржи 71-та седница на која се поставени 10 точки на дневен ред. Советнички прашања е првата точка, а потоа следат предлог решение за одобрување на средства од буџетот на општина Велес. Предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на детската градинка Димче Мирчев, како и предлог решение за давање согласност на одлука за поголем број на деца во групите во истата установа. Петта точка е предлог решение за разрешување и именување на член на управниот одбор на училиштето Свети Кирил и Методи. Од 6-та до 10-та точка се однесуваат на информации за состојбата со водоснабдувањето и безбедноста на водата за пиење во општина Велес за минатата година, за санитарно-хигиенската состојба на водите во акумулацијата младост, за квалитетот на воздухот и неговото влијание врз здравието на луѓето. Информација за следење на безбедноста и биолошкиот квалитет на исхраната во градинката Димче Мирчев, училиштето Блаже Конески и ученичкиот дом Лазар Лазаревски, како и за движењето на акутните заразни заболувања на подрачјето на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Велес за месеците од јануари до јуни 2017 година. На повеќе локации во Македонија полицијата спроведува обемна акција за откривање и сузбивање на криминални групи и илегални мигранти. Како што соопштуваат од МВР, акцијата се спроведува во соработка со Оделението за организиран криминал на јавното обвинителство во рамки на спречувањето на криумчарењето мигранти на територијата на Република Македонија. МВР најави дека по завршувањето на оперативните активности детално ќе информираат јавноста за резултатите од акцијата. Следуваат останатите информации од земјава.
Да се укине забраната за продажба на алкохол по 19, односно 21 часот, зашто во изминатите 9 години, откако е донесена, не само што не ги постигна саканите резултати, туку предизвика и дополнителна штета пред секај консументите, а потоа и кај домашната индустрија и државата. Ова е апелот на Стопанската комора на Македонија. Ваквото барање преточено во иницијатива за измена на Законот за трговија. Комората денеска ќе го достави до Министерството за економија. Комората бара и укинување на давачката од 0,05% за продолжување на лиценцата за продажба на алкохол кај трговците со над 3 продажни објекти. Македонија има мала потрошувачка по глава на жител во Европа од околу 10 литри вино и под 30 литри пиво. Според Светската здравствена организација, од вкупната потрошувачка на алкохолни пијалаци, во Македонија најмногу се консумира пиво, 47,4% од вкупната потрошувачка на алкохолни пијалаци, вино 39,9%, а на останатите пијалаци отпаѓа 12,6% од вкупната потрошувачка на алкохолни пијалаци. Земјотрес со интензитет од 5,9 степени според Рихтеровата скала го погоди централниот дел на Филипинските острови и Лејте, соопштува Американскиот геолошки завод. Епицентарот на потресот се наоѓал во близина на градот Ормок на длабочина од 12,7 км под површина на земјата. За сега нема податоци за евентуални жртви ниту причинета материјална штета. Минатата недела Филипините беа погодени од земјотрес со интензитет од 6,5 степени, во кои 2 лица загина, а 72 беа повредени. Продолжуваме со вести од светот. Тилерсон и Ердоган доцна синоќа имале работна средба. Како што информираат турските медиуми, државниот секретар на Соединетите американски држави Рекс Тилерсон во Истанбул се сретнал со турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Но оваа средба и претходела средба на Тилерсон со турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу. Но она што многумина ги изненади е фактот што од овие средби нема официјални соопштенија. Државниот секретар на Соединетите американски држави вчера пристигна во Турција и говореше на церемонијата по повод отварањето на 22-тиот светски нафтен конгрес во Истанбул во својство на поранешен извршен директор на американскиот нафтен гигант ExxonMobil. Десетилјади лица се евакуирани привремено затворен на патот што води кон Белорусија. Полските власти ги превземаат сите неопходни безбедносни мерки пред да започне процесот на вадење и деактивирање на бомба останата од Втората светска војна. Германската бомба е со тежина од 500 кг и беше пронајдена во четвртокот за време на градежни работи на улица во градот Бјалисток, на 190 км североисточно од Варшава. Медиумите пренесуваат дека планот на надлежните предвидувал деминери да ја пренесат бомбата на полигон каде истата треба да биде деактивирана. Денес имаме сончево и многу топло време со мала локална облачност и со слаб до умерен јужен ветер. Попладне во планинските подрачја со услови за локална појава на краткотраен дожд и грмежи. Вредноста на УВ индексот изнесува 9. Утринските температури се движеа од 11 до 21 степен, а дневната највисока температура достигнува до 39 степен. Во наредните денови продолжува период на претежно сончево и многу топло време. Утре попладне во планинските предели ќе има услови за локална појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Дневната температура до среда ќе биде во постепен пораст, при што во вторник и во среда во најтоплите денови повторно ќе го надмине 40 степен. Известна промена на времето проследена со засилен северен ветер и намалување на дневната температура за околу 5 степени се очекува во четврток и во петок. Намалувањето на дневната температура ќе продолжи за време на наредниот викенд, кога ќе биде нестабилно со локални поројни врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Со оваа информација го заокружуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.